Прилеп, заменик министер за економија и труд. Сме во технолошкото индустријска развојна зона во Прилеп, каде што ќе правиме посета и правиме посета на сите компании кои оперативно работат во оваа тир зона. Целта на овие посети ни се да бидеме поблиску и да имаме поотворен и поискрен пристап со сите компании, се со цел изнаоѓање решение на нивите секојдневни предизвици. Ние како одговорна влада ова го практикуваме, ќе продолжиме да практикуваме се со цел за да изнајдеме решенија и да помогнеме на секоја компанија која оперативно работи во тир зоните да работи уште подобро. Воено од Прилеп, тука од технолошка индустријска развојна зона, сакам да укажам дека посетата покрај тоа што имаме еден вид на aftercare посета, имаме цел да се запознаеме со компаниите за нивните идни планови кои ги имаат во иднина. Согласно информација што ги добивме од компаниите, има компании кои се постојани тука во зонава, што најверојатно во наредниот период ќе ги објават нивните нови планови за инвестиции со цел на отворање нови работни места и поголем извоз од тир зоните. Моментов имаме 3 компании со околу 3000 и нешто вработени. Согласно комуникацијата што имаме со новите потенцијални инвеститори, има заинтересирани компании што сака во следниот период да инвестират, односно отворат нови производствени единици, што ќе дадат нови работи, што ќе значи нови работни места и поголем извоз од страна на Македонија. Нешто поконкретно има? Сега за сега не ви кажам ништо поконкретно, бидејќи сега сме уште во таа фаза да разговори и преговори, и тие знаете разговори и преговори имаат одредени доверливи информации и заради тоа не можеме да излеземе во со подетални информации. На каква површина е зоната и дали инфраструктурно е целосно или има уште да се реши? Видите, она што го наследив како нов директор на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, има наследени проблеми од минатото. Ние како ново раководство секојдневно работиме да ги решаваме тие наследени проблеми од аспект на инфраструктура, а во однос за новите инвестиции, согласно потребите, секогаш ќе бидеме тука да инвестираме во инфраструктура со цел да ми ги подобриме условите за работење сите компании што оперативно работат во зоните. Она што го знам од компаниите што се лоцирани во тир зона, нема таква најава. Така да во периодот што следи, компании што тука моментално работа во зонава ќе ги објават своите планови за нови инвестиции. Согласно законот за технолошки индустријски развојни зони, нема законска пречка македонски компании да инвестираат во зоните. Имаме случај таков во зоната во Скопје, каде што една од компаниите е собственост на македонска компанија. Има прилепска компанија за овде, да речеме? Како мисли дали има? Интерес. Да, има. Технолошки индустријски развојни зони и согласно законот за контрола на државна помош, тие договори се однесува на државна помош во однос на инвестициски проекти. Така да секоја компанија што е тука ако планира да инвестира понатаму, секако дека ќе му се даде државна помош согласно законот. Значи вака, колеги, и ние сакаме да прашаме, имаше спекулации во Плевската чаршија, дека моменталната фабрика каде што се наоѓа Мегентерн, половина од производството го сели во Мароко. Дали се вистински тие спекулации или не се? Видите, во однос на тоа дали го сели или не го сели, тоа треба да дадат одговор од компанијата. Согласно моите информации, јас можам да ви потврдам дека компанијата Гентерм има сериозни планови да инвестира во нови средства, во нови машини за да вработува повеќе. А во периодот што следи, тие детали ќе ги објавиме јавно. Временската рамка, преговорите се жива материја и тоа зависи од тоа како ќе се договориме и ќе преговараме со компаниите што се потенцијални инвеститори во зоната. Наша желба е што побрзо да дојдат тие во зоните, да ги изградат своите фабрики, да вработат луѓе и да креираат извоз. Наша желба и заложби. Затоа ние сме силно фокусирани на тие компании, преговараме, разговараме, така да кога ќе имаме поконкретни информации, соодветно ќе ги објавиме во јавност. Денеска на покана од директорот на тир зоните во Македонија, господинот Димовски, заедно со градоначалникот и екипа од локалната самоуправа, сме во посета тука на ова зона. Знаете, пред повеќе од 10 години беше ова само една празна нива, меѓутоа ете никна голем број на компании, странски компании, вработувањата се преку 3000 вработени, меѓутоа тоа се само директни вработувања. Индиректниот бенефит за локалната и македонската економија е многу поголем, би рекол многу повеќе од 3000 вработени екзистира токму од ова тирс зона. Капацитетите на зоната се многу поголеми. Понатаму како влада ќе продолжиме во инвестирање на подобрување на инфраструктурата и привлекување на нови странски и домашни инвестиции. Се надевам дека до крајот на мандатот на ова влада барем ќе биде збогатена со ова тир зона Прилеп
барем со уште некоја фабрика, што многу ќе значи за прилепската и македонската економија. Токму во контекст на вашето прашање, залагањето на владата да донеси што повеќе инвестиции, носењето на нови инвестиции, отворање и проширување на постојаните капацитети во Македонија значи на нови работни места, тоа значи и задржување директно на населението, посебно младото население во Македонија. Владата, бар ова влада, со многу досега го помага приватниот сектор и компаниите, пред се преку активните мерки кои што се присутни во различните институции и министерства во владата на Република Македонија, меѓутоа и поддршката од страна на унгарскиот кредит и поволните кредитни линии кои се нудат за приватните компании за проширување на нивните капацитети, кои се надевам дека во иднина навистина ќе го подобрат не само вработувањето во Македонија, туку и ќе ја спречат големата миграција која што постоеше во минатиот период. И да напоменам тоа дека во однос, ако е вашето прашање во однос на платите субвенционирање, значи ние преку законски мерки кои што ги подготвуваме, ќе имаме зголемување на платите, моментално имаме нивелирање на минималната плата, меѓутоа се надевам дека со растењето на капацитетите и отворање на нови работни места, исто така ќе се зголемува и континуирано поддржана со економските параметри платата во Република Македонија, односно ќе биде попривлечна за младите луѓе да останат тука во државата. Моментално субвенционирање во однос на плата, минимална плата, она што го бара синдикатите, владата е децидна, нема да има такво, едноставно ние очекуваме работодавачите и синдикатите да се договорат, она што ќе го договорат, ние како влада ќе го испочитуваме министерство и како Министерство за економија и труд. Ме поттикнавте да рекла за субвенционирање, зашто да не може субвенционирање при донесите на државата? Или да ги намали, или да ги субвенционира кај компаниите? И тоа е еден вид помош за компаниите. Мислите за придонесите да бидат со она што беше предлог од коморите? Да, кажав дека тие не се мали пари од она што ги имаме ние како симулација направено. Станува збор доколку дојде до покривање на придонесите, некаде околу 30 милиони евра на месечно ниво и преку 300 милиони евра на годишно ниво. Мислам дека во овој момент буџетот со кој располага владата не е спремен да ги субвенционира придонесите, меѓутоа она што ќе го договорат, повторно да повторам, работодавачите и синдикатите ние ќе го испочитуваме. Та зона која што имаме на располагање на општина Прилеп ги нуди сите услови за привлекување на странски инвеститори, а посебно со доизградбата, односно текот на изградбата на патната инфраструктура, коридор 10, ќе стане уште поинтересна за пласирање на извозната линија на пристаништата на соседните држави и со тоа очекуваме уште поголем интерес како на странски инвеститори, така и се разбира и на домашни. Тоа ќе значи подобрување на економијата на локално ниво, повеќе вработување на нашите сограѓани, се со цел навистина да бидеме општина со минимално невработени лица.